како може, мислам, интерпелацијата е институт познат на секаде. Тоа е стар институт за изгласување на недоверба на функционери. Што ако изгласавме интерпелација на Изет Меджити, например, имаше која што не помина. За Тошковски имаше, што исто нема да биде различно. Значи, ако важи за министри, важи за све, важи и за функционери, значи исто и тие се функционери избрани од мнозинството во парламентот, значи од мнозинството на претениците. Исто и оваа интерпелација е за функционер во собранието. Во овој случај Илир Редеути како претседател на Комисија за социјална политика. Значи, тоа мора да се изгласа, нема, мислам, мора да се разреши Илир Редеути. Тоа е веќе техничка работа, ме разбирате. Владачкото мнозинство треба да предложи некој друг на таа позиција, да се смени Илир Редеути. Илир Редеути веќе де факто не би требало да биде претседател на комисија. Значи сега сите по дефолт претседател на комисија редоследот иде така, кога доаѓаат материјалите, нешто што е за комисија, претседател на собранието бара од претседателите на комисија да свикаат седница. Сега претседателот на собранието не би требало да прати воопшто до Илир Редеути. Туку во меѓувреме он треба да ги свикува тие седници или да назначи подпредседателот да ги свикува седниците на таа комисија и да се откочи работата на собранието. Тоа е логиката, нема друга логика.